Прашањево е до министерот за транспорт и врски. Министерот за транспорт и врски се сеќава бидејќи се работи за проект кој го ветувавме уште во локалните избори, за проект кој беше актуелен и на парламентарниви избори, сега е уште повеќе актуелен затоа што се работи за изградба на фекална канализација за селото Режановце, каде што главниот одвод треба да помине испод пругата која сега се гради Куманово-Белјаковци. Бидејќи сега е оптималниот период за таа работа, пред да биде пругата комплетно тука завршена, ние и владата, и Министерството за транспорт и врски, и јас како пратеник од тој регион, направивме една иницијатива за разговори со градоначалникот, така да градоначалникот зеде за обврска да достави проекти за изградба на оваа фекална канализација. Прашањево од сега се уште повеќе актуализира, бидејќи етапата од пругата Куманово-Белјаковце веќе во тој период, во овој сегмент се работи на тој терен. Уште по отежнати околности се и сегашниве големи подземни води, голема количина на врнежи, така да селото, бидејќи нема фекална канализација, сведени се на септички јами кои се веќе преполни и постои шанса, оптимална шанса за некоја епидемија. Прашањето е докаде е проектот со изградба на оваа фекална канализација и дали постојат некои мерки кои Министерството за транспорт и врски може да ги преземе по ова прашање. Второто прашање ми е до Министерството за здравство. Сведоци сме во медиумите дека Македонија според Европскиот здравствен потрошувачки индекс за година дена направи историски скок од 27 на 16 место. Ова е резултат на една самопрегорна работа на целото министерство заедно со министерот, работа, да кажам, на сите служби во министерството, на целиот систем, на сите оние што ги нудат здравствените услуги, значи една посветена работа која резултираше за земање на 16-то место од можните 36 земји и освојување на 700 бода, што е еден многу голем скок за здравството за Република Македонија. Овдека при класифицирањето земени се 6 области, 6 категории во кои вкупно има 48 индикатори, врз основа на кои е направено рангирањето. Првата категорија се права и информирање на пациентите, втора категорија достапност на здравствените услуги, трета категорија е здравствени исходи, четврта опсег и опфат на здравствени услуги, пета е превенција, шеста категорија се лекови. Факт е дека во Македонија по прашање на правата и информирањето на пациентите е направен еден голем скок и даден еден добар придонес. Достапноста на здравствените услуги со постојните закони се доведени на едно многу високо ниво, да не кажем европско ниво. Здравствените исходи на тоа поле, приоритет број 1 се кардиоваскуларните болести, бидејќи најголем морталитет во Македонија е од кардиоваскуларните болести. За таа цел Министерството со својот ангажман во одминативе години направи да интервентната кардиологија се дисперзира низ Македонија во повеќе центри. Такви центри имаме во Тетово, Охрид, Битола, Штип, значи една дисперзираност. Покрај приватните кардиохирургии, отворење на државна кардиохирургија, така да во тој правец Министерството направи голем исчекор. Понатаму со последната мерка, а тоа е патека за малегни болести, времето кое е потребно за диагностицирање и до терминот за операција за лекување на овие малегни болести е сведено на минимум преку одредени мерки што Министерството ги презеде со формирање на тимови. Значи, на тоа поле Министерството покажа една голема активност. Остана неонаталната смртност,
Тоа е една работа која во Македонија не е сега од овие времења, тоа е една бројка која и од претходниот систем Македонија ја водеше на некои непопуларни места. Така да и на тоа поле, со големите улагања кои ги имаме на детската клиника, Македонија, тоест Министерството за здравство, покажа и на тоа поле дека е актуелно и дека се бори за подобрување на овој систем. Моето прашање е, покрај овие критериуми, свесни сме дека во Македонија здравството не е најрозово, за тоа беше и изјавата на министерот пред некој ден, така да постојат и некои други критериуми кои, доколку сакаме како влада, парламент, Министерство за здравство, кои би можеле да се преземат и би требало да се преземат, да реалната состојба, она која имаме на терен, биде многу подобра. Значи, тука се критериумот за старост на инфраструктурата, динамика наменување на инфраструктурата, тука се старост и бројчената застапеност на високостручните кадри кои се носители на здравствената дејност. Се ова за да дојдеме во една ситуација покрај мерењето на задоволството на пациентите, да го измериме и задоволството на здравствените работници кои ги нудат овие здравствени услуги. Се со цел здравството во наредната година да направи уште поголем скок. Прашањето е дали Министерството и по тие критериуми презема нешто. Третото прашање е до Министерството за образование. Бидејќи доаѓам од градот Куманово, во Куманово постои средно техничко училиште Наце Буѓони, кое фигурира од 63 година. Училиштето е во централното градско подречје, има 1700 ученика и нема своја спортска сала. Со заменик министерот бевме на лице место, беше во училиштето, ги погледна сите оние работи кои училиштето ги има. Училиштето е во една многу добра кондиција, така да главна работа која фали е физкултурната сала за ова училиште, која е сон од многу некои дамни времења, затоа што физкултурата во ова среднотехничко училиште, каде што се сместени 3 училишта, значи средно машинско, средно електро, средно медицинско, се не изведува во зимските услови, единствено кога се подобри условите, се изведуваат надвор под ведро небо. Прашање е кога ќе почне со изградба ветената спортска сала, која е ветена уште од локалните избори во Куманово, потврдена како ветување и во програмата за последниве вонредни парламентарни избори, а и да кажам, покрај овие 1700 ученика што ќе можат да спортуваат во ова спортска сала, има простор и за сите оние ученици од ученичкиот дом професор Мијалковиќ, кој се наоѓа веднаш до среднотехничкото училиште, каде што живеат ученици од сите оние општини кои фигурираат према општина Куманово. Крива Паланка, Кратово, Старо Нагоричино, Ранковце, Липково, така да прашањето е има ли услови и шанса да ова спортска сала која е ветена да влезе во програмата за реализација за 2015 година. Благодарам. Благодарам и јас. Пратеникот Зоран Ѓорѓиевски, постои 3 прашања. Првото до министрот за транспорт и врска. Одговор ќе добиете од министрот. Повелете, министр. Благодарам, председателе, почитувам пратеник. Во однос на вашето прашање, сакам да информирам дека свесен сум за проблемот што ги имаат граѓаните од ова населено место и во текот на изборната кампања со вас еднаш бевме на тоа лице место и потоа на ваша иницијатива одржавме средба и со градоначалникот на општината Куманово, бидејќи општина Куманово има на располагање околу 3 милиони евра средства за изградба на водоводни канализациони системи за општината Куманово. Но сакам да информирам дека до ден денеска
проектот за изградба на тој канал не е доставен до Министерство за транспорт и врски, би искористил оваа прилика, бидејќи се работи на вистина за еден акутен проблем за населението од ова населено место, час поскоро да го достави до Министерство за транспорт и врски со сите пропратни документи, за да може да започне постапката за избор на градежна компанија и час поскоро да се започне со градежни активности. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Зоран Ѓорѓиевски. Повелете. Вашниот ангажман на министерот. Министерот покажа и разбирање и најде време за сите овие проекти, покрај овој проект што го договаравме за општина Куманово од тие 3 милиони евра пари кои Министерството за транспорт и врски како грант ги имаше спремено за Куманово, па благодарам за ангажманот, да се заложиме уште малку, сепак овие луѓе имаат голем проблем, а мислам дека министрот ќе најде сили и со него и со моја помош да почне реализацијата на овој проект. Благодарам. Благодарам. Второто упатење до министерот за здравство, одговор ќе добиете од заменик министер за здравство. Повелете. Благодарам, председателе. Благодарам на почитуваниот пратеник за поставеното прашање. Значи, овој месец испадна рангирање според Европскиот здравствен потрошувачки индекс, кој што секоја година се врши ова рангирање. Рангирањето се врши врз основа на анализа на вкупно 48 индикатори, како што кажавте во 6 области. Вие напоменавте некои од нив, значи права и информирање на пациентите, достапност на здравствените услуги, здравствени исходи, опсек и опфат на здравствените услуги, превенција, во кој што спаѓаат нели вакцина, контрола на притисок и така натаму и лековите. Според овој Европски здравствен потрошувачки индекс, во кој што Македонија има достигнато најголем напредок од почетоците на ова рангирање, значи од 27-то место, како што кажавте, на 16-то место, што во голема мера пред се должи на елиминирање на листите за чекање преку имплементација на електронскиот систем за закажување во реално време. Република Македонија има остварено ваков напредок пред се и е значи за еден од најголемите напредоци од почетоците на ова рангирање, значи со оглед на тоа што до сега ниту една земја во овие рангирања не е напредната за 11 позиции како што е рангирањето на Македонија оваа година. Значи вкупно Република Македонија доби 700 бода од вкупно 1000 и го завзема 16-то место од вкупно 37 здравствени системи според нели анализа на 48 индикатори. Значи Македонија е највисоко рангирана од југоисточна Европа, веднаш е зад Обединетото кралство и Шкотска и пред 16 земји од Европска унија како што се Шпанија, Естонија, Словенија, Словачка, Италија, Хрватска, Ирска, Кипар, Унгарија, Латвија, Малта, Грција, Бугарија, Полска, Романија и така натаму. Исто така Македонија бележи исклучително високи резултати во делот на достапноста на здравствените услуги, време на чекањето на здравствени услуги, каде има освоено вкупно 213 поени од максималните 225 поени. Ви благодарам доколку има дополнително прашање. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Зоран Ѓорѓиевски. Повелете. Благодарам. Задоволен од одговорот, нема дополнително пратеничко прашање. Третото е упатено до Министерство за образование и наука. Тука не е ни министерот, ни заменикот, и не може кој да ви даде одговор. Затоа писмено ќе добиете одговор.